Да, јас сега во однос на оптимизмот што се користи. Јас не сакам да создадам дека има нешто готово, па Македонија ќе стане членка, па имам оптимизам што нешто крием или тоа да биде изненадување. Нема работи што... Ке прекинам, камо среќа да е така и да криете ние до мај во Чикаго да станеме членка на Алијанса. Оптимизмот, односно еден проактивен ангажман према ова прашање е дека НАТО е една од, како што го елаборирав претhodно, една од стратешките цели, една од најдобрите варијанти за еднината на регионот и Македонија. Нашиот придонес кон меѓународните мисии е еден од најпофалените и тука се генерира тој оптимизам за еден проактивен ангажман према ова прашање и ние нема да застанеме. Че ги гледаме сите опции, сите можности каде што може да направиме нешто повеќе за тој процес. Министре Бесими, значи еве вака и вашите средби што ги имавте таму, ја верувам дека сите ни дава за право на некој начин, не тапкаат по рамо, сите ни велат дека сме ги исполнили условите и сите не упатуваат на Грција. Ние очигледно е дека уште долг временски период, може јас грешам, камо среќа да ме демантирате и вие и времето, дека грците не знаат како да постапат во однос со својата ароганција кон наша. Има ли шанса од македонска страна нешто малку некој курс да се смени, да видиме што може ние да направиме? Може ли да им помогнеме на тие наши сојузници и пријатели да влеземе во НАТО? Па ние во овој процес треба да ги разбереме и грците ако сакаме да разговараме со нив. И оние треба да не разберат. Тоа е единствениот начин на кој ние можеме да градиме некоја заедничка иднина. Јас тврдам дека тоа што во иднина не очекува целиот регион, вклучително Македонија и Грција и сите земји од соседство. Имаме заедничка иднина, заеднички институции каде што ќе живееме заедно. Тоа што сега се случува во иднина можеби ќе биде сосема неразбирливо. Затоа треба со нив да разговараме и они со нас да најдеме начин према тоа што е заедничко. Заедничкиот иметел е НАТО. Тие веќе се тамо и ние пристапуваме кон тоа и целиот концепт тука е заеднички. И тука е тоа што кај што го бараме решењето и средбите со грчките институции нема да престанат. Јас сум имал средба со претходниот колега, поранешниот министер одбрана во октомври. И со актуелниот ќе имаме во текот на наредниот период, тоа апсолутно не е никаква сензација, ниту некој посебен проблем, само што треба по-конкретно да се движиме кон некое заедничко решение за НАТО. Иако бевте министер за економија, но бевте во жижата на политиката, се сеќавате уште 2006 година, пред 2006 година, па 2006 до 2008 опозицијата беше напаѓана, вклучително живие како опозиција, како ДУИ, дека тие напади, условно или забелешки, се заселени во последно време од страна на опозицијата, дека власт едноставно не сака да влезе Македонија по НАТО и Европска унија, бидејќи тоа не ја одговара. Вие ги поминавте двете фази на обвинување. Имате коментар на овие сегашни забелешки, бидејќи вие бевте во делот кој обвинуваше, не мислам на вас лично. Да, ќе одговорам со прашање. Тогаш што би ни одговарало ако не НАТО? Има ли некое подобро решение за еднината на Македонија, освен евроатлантските интеграции? Одговорот е нема друго подобро решение за еднината на Република Македонија. Никој не измисли друга формула, освен овие две асоциации за кои се определени сите политички партии и мнозинството, се уште мнозинството од македонските граѓани? Мислите на евроатлантските интеграции? Да. Нема друга алтернатива, не се размислува. Сега тие се најактуелната алтернатива за Република Македонија и регионот и Европска унија и НАТО. Значи, тоа што гледаме во актуелностите што се одвиваат на глобална сцена, ние не можеме да претпоставиме дека Македонија има таков меѓународен капацитет да наметне решенија за тоа што се случува на глобална сцена. Така, последниве денови, дури за време на вашата мини турнеја, да кажем, дипломатска, војно-дипломатска, како сакате крстете, проструија некои гласови дека Македонија сепак ќе се најде на некој дневен ред, простете ми на ваква недефинирана дефиниција на самитот на НАТО во мај во Чикаго. Дали тоа значи, ако може да откриете и ако некој дал такво ветување, дека ќе бидеме во официјално дневен ред, поставени на маса, или тука и таму некој од земјите каде што вие и вклучително и целата македонска дипломатија лобира дека ќе бидеме спомнати што станува со Македонија и во таа смисла нешто малку утеха да ни дадат дека ете не спомнале во Чикаго.
Јас немам некои директни такви или цврсти ветувања, но тоа што можам да кажам е дека имаме укажувања за дека вредат овие заложби што ние ги правиме за во ова фаза за артикулирање на нашиот интерес и промовирање на нашите реформи за членство во НАТО. Значи, вреди тоа што го правиме и треба да продолжиме тоа да го направиме. Вие, вашата политичка припадност е во политичката партија ДУИ. Сите избори ДУИ од 2001 па наваму, од 2002, пардон, наваму ги излегува со слоганот НАТО, 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 па НАТО, нели? Пред својот електорат, пред своите гласачи. Сега е првиот ешелон на ДУИ, вклучително и Фатмир Бесини. Ке треба да се испружи што се велат пред своите гласачи. Што ќе одговорите сега? Еве, после толку години дека занданата на НАТО се уште е некако затворена. Зборувам за политичкиот кредибилитет на ДУИ. Да, ве разбирам. ДУИ како политичка опција и како, што да кажам, политичка доктрина, што го промовира во Република Македонија интеграциите, евроатлантските интеграции, интеграциите во регионот и во Република Македонија, дават резултати. Ние не се откажуваме од ова идеја, конзистентно ја спроведуваме идејата веќе 10 години како програма и концепт на ДУИ и сметаме дека тоа ќе даде резултати. Сме упорни во ова, веруваме во ова и ќе настоиме да работиме на овој дел за резултатите конкретно со членство во НАТО, кога и како, тоа останува со нашата работа да го докажеме во иднина и не можам да дадам точно определен датум, затоа што тоа никој денес не може да ви го вети со прецизна дата, но тоа што остануваме доследни на нашите гласачи и граѓани е тоа дека ние работиме на ова идеја, не во никој случај не трошиме време на друга било каква нема алтернатива. Еве пред самиот крај на емисијата, сакам да ве прашам околу македонската армија, на чие чело практично сте вие во тој цивилниот, но и во воениот сегмент. Е сега чисто само извозен производ или за дај Боже или за не дај Боже може да се најде и за домашни потреби, и за внатрешни некои конфликти, но и за некои притисоци од надвор. Која е доктрината на армијата со една реченица? Велам извозен, бидејќи се подготвува, вежба, тренира и успешно извршува задачите во мировните мисии. Улогата и задачата на армијата на Република Македонија е дефинирана со устав и со закон на одбрана и служба на армија. Значи тука нема дилема дека исполнува уставните задачи. Простете на темата, па таа беше и пред 2001 дефинирана, па испадна дека не умее според уставот да постапи. Дозволете да ме прашавте за концептот на доктрината. Нашето членство во НАТО и подразбира дека нашата армија ќе биде дел од ова алијанса, која што ќе обезбеди мир и стабилност секаде каде што делува алијансата, вклучително и земјите членки на НАТО. Тоа е еден од принципите кои функционира НАТО. Од едноставна причина, затоа што веќе не постојат конвенционални ризици од типот на 19 век и светот и регионите станае премногу глобални и взаемни и меѓузависни. И ризиците, значи како што се глобалниот тероризам, сајбер технологија и други сајбер криминал и други работи не се национална боја, туку тие се повише меѓународни и одговорот треба да биде меѓународен со една координирана акција на земите. Времето брзо минува, јас имав уште некои прашања, но се надевам во друга прилика. Ме интересира, еве, последните 10 секунди, околу каква ви е соработката со врховниот командант, со председател Иванов? Имате редовни контакти? Да. Се согласувате во сите ставови, вклучително и ова на меѓународен план, вашите лобирања? Да. Имаме соработка одлична во делот на досегашното работење. Секако дека во одредени прашања разменуваме мислење, не значи дека почетните размислувања да се на иста линија, но доаѓаме до решенија кои се слагаме и мислам дека тоа е исклучително битно да имаме координација и во однос на сите прашања што се однесуваат во делот на нашите ингеренции што станува збор за одбраната во Република Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Пресинг во понеделник во 18:20, репризата од денешниот во понеделник во 11:30.